Добар ден, почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за функционирање на Комисијата за заразни болести, како и за актуелните заразни заболувања во Македонија. Моја гостинка и соговорничка во студиото е примариус доктор Жаклина Шопова, специјалист инфектолог на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби и председателка на Комисијата за заразни болести. Докторке, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, ви благодарам на поканата. За почеток, како вовед во разговорот, докторке, што представува Комисијата за заразни болести или заштита од заразни болести и која е незината улога во здравствениот систем? Комисијата за заразни болести всушност представува едно стручно советодавно тело на министерот за здравство. Таја се формира врз основа на Законот за заштита на населението од заразни болести и незината функција се заснова согласно Уставот, законите, подзаконските акти и актите на Министерството за здравство. И сега кога станува збор за незината улога во здравствениот систем, самиот збор кажува, самиот наслов дека Комисијата делува на превенција, дава препораки за превенција на одредени заразни заболувања, нормално дека ја следи актуелната епидемиолошка состојба како на регионално, така и на национално ниво и врз основа на сите анализи кои што Комисијата ги спроведува, донесува соодветни препораки по однос на заштита од заразните болести. Исто така, таја препорачува задолжителна вакцинација, меѓутоа и вакцинација во одредени случаи кога ќе се појават соодветни епидемии од одредена заразна болест. Учествува во изготвување на протоколи и оперативни планови во случај на епидемии или кризни состојби, така е разнолика функцијата на оваа комисија. Многу често беше споменувано за време на пандемијата. Така, да. Меѓутоа, знаете како Комисијата за заразни болести всушност, како што кажав на самиот почеток, не делува само во случај кога имаме епидемија. Таја делува континуирано. Во какви ситуации и кога се состанувате, дали одржувате редовни состаноци, анализи, затоа што треба да бидете пред времето, како што се вели? Така. Значи, со формирањето на овој состав на комисијата, негдека во мај минатата година, комисијата на својата прва седница го донесе деловникот за работа, што всушност не постоеше во изминатиот период, најверојатно од различити причини, меѓутоа донесе и годишна програма за работа. Што тоа значи? Баш токму тоа што го рековте, дека комисијата не треба да се состанува и не се состанува само кога има епидемија, напротив, се состанува континуирано во текот на цела година и работи спрема годишната програма. Годишната програма што ја донесе Комисијата за заразни болести всушност е заснована на движењето на заразните болести во одредени месеци, во одредени сезони. Така да ние унапред анализираме што се случувало во минатото, каква е состојбата сега и дали постои некоја закана од појава на одредена заразна болест. И токму во тој правец, на нашите состаноци, разговараме за да можеме да дадеме соодветни препораки и заклучоци кои што ќе ги упатиме до министерот за здравство, а нормално доколку има потреба истите совети и препораки стигнуваат и до владата на Република Македонија. Така. Докторке, колку граѓаните треба да имаат доверба во препораките кои ги споменавте што ги носи комисијата? Па видете да ви кажам, јас не реков кој е составот на Комисијата за заразни болести. Значи, во составот на Комисијата за заразни болести имаме различити специјалисти, и тоа специјалисти по инфектологија, микробиологија, епидемиологија, имаме интернисти, кардиолози, пулмолози, имунолози, имаме ветеринари, имаме представник од Центарот за управување со криза, од Државниот санитарен здравствен инспекторат, од кабинетот на министерот за здравство, така да кога се разгледува еден проблем, тој проблем го разгледуваме мултидисциплинарно и во тој поглед секоја една препорака која што ќе произлегува баш од мултидисциплинарниот пристап и во тој поглед граѓаните треба да и веруваат на Комисијата за заразни болести. Така, како изгледа, споменавте и повеќе институции, како изгледа координацијата
помеѓу комисијата и останатите институции? Па видете, значи, прво ќе почнеме од Институтот за јавно здравје, затоа што тој е одговорен и се грижи за јавното здравје во државата. Така, чувар на јавното Чувар здравје. на јавното здравје, меѓутоа и препораките и заклучоците кои што ги донесува Комисијата за заразни болести исто така допринесуваат за одржување на здравствениот мир кога станува збор за заразни болести во државата. Сега, со оглед дека Институтот ги собира сите оние пријави на заразни болести, значи епидемиолошката состојба, всушност ја има Институтот за јавно здравје, рековме и на национално и на регионално ниво, и врз основа на тие податоци добиваме информација ние од Комисијата за заразни болести и по потреба, значи ако имаме некоја промена, пошто реков се состануваме врз основа на годишниот план и работиме, во тој случај ние се состануваме и го разгледуваме проблемот. Меѓутоа, проблемите може да бидат, рековме, и на регионално ниво, што значи разгледуваме можности за прелевање на одредена заразна болест од соседните држави, доколку имаме појава на епидемија. Границите, раздвиженоста така е зголемена. дефинитивно, во текот на целата година, ако порано се знаеше кога се патува, сега сите патуваме во текот на целата година, така да е возможно и да имаме импортирани случаи на одредени заразни болести, тогаш алармот го вклучува Институтот за јавно здравје врз основа на пријава за заразни заболувања која што ја добива од одредени институции и на тој начин фактички ние заседаваме. Меѓутоа, секоја една седница на Комисијата за заразни болести ја архивираме со тоа што имаме записник за одржаната седница со соодветни препораки до Министерот за здравство и истиот тој записник оди во архива, се архивира, но некогаш кога има потреба, нормално дека и директно комуницираме со Министерот за здравство. Што се однесува за другите институции, зависно од проблемот што го разгледува Комисијата за заразни болести, во тој случај имаме покана на одредени експерти од дадената област, од соодветна институција, како надворешни членови, така да и тие ни помагаат во разјаснување на некои непознаници за нас, за да можеме правилно да донесеме соодветна препорака и заклучок. Докторке, дали Македонија денес е подобро подготвена за справување со заразни болести? Еве, да направиме компарација со така наречениот свински грип од 2009, пандемијата која не затече сите, исто така 2019. Видете, значи во денешно време... Или се учиме Да, во денешно време добро е што, да не речам добро е од една страна што сите овие епидемии, односно пандемии што ги споменавте, поминаа и од кои што ние фактички донесовме поука некоја, извлековме поука некоја од сите тие пандемии, така да денеска здравствениот систем во Република Македонија е поподготвен, а јас ќе наведам и неколку факти зашто е тоа така. Затоа што пред се секојдневно можете да проследите било каква информација што се однесува за вашето здравје преку веб страницата на Институтот за јавно здравје. Тука морам да напоменам дека и улогата на медиумите е и tekako важна во пренесување на правилните информации по однос на одредени заразни болести. Значи, можете да прочитате како се пренесува таа болест, на кој начин да се превенирате, можете да извадите податоци епидемиолошки. Значи, сето тоа постои на веб страницата на Институтот. И симптомите што се клучни. Да, и симптомите што се клучни за да може населението да побара помош доколку има некаква симптоматологија. Од друга страна, вакцинацијата, ако во минатото вакцините беа, да не речам, непознаница во смисла на производителот, кој што ги произведува и кој што државата ги увезува, сега со сигурност може да кажеме дека сите вакцини кои што постојат во државата навремено се набавуваат и тоа е еден голем плюс затоа што не е исто да почнете вакцинација за грип, против грип,
во период кога веќе почнала епидемија или да почнете вакцинација во оној одреден временски период кога е потребно, нели, вакцината да го створи имунитетот за одредена заразна болест. Така да во тој поглед мислам дека и како сме добро подготвени, затоа што навремено имаме снабдување со вакцини. Реков дека вакцините се од реномирани производители, тоа се истите оние вакцини кои што ги имаат сите држави од Европската унија. Па јас би искористила еве тука еден апел до сите родители кои што од било која причина не успеале да ги вакцинираат своите деца, да се упатат до вакциналните пунктови и тоа да го направат. На крај крајва, со благодарение на вакцините, голем дел од заразните болести се елиминирани. Да, вакцино превентабилни. Така, и ставени се под една контрола. Така. Докторке, кои заразни заболувања се најчести во Македонија според оние информации и податоци од комисијата? Па видете, спрема последниот извештај од Институтот за јавно здравје, во овој период, значи, најчести заразни заболувања се ентероколитите, варичелата или овчата сипаноца, позната кај народот, и имаме така поединечни случаи се уште на грип. Скажувам поднос на сите останати болести. Имаме да речам намален број на одредени други заразни заболувања кои што не се алармантни во дадениот период. Така, има ли зголемување на одредени заразни заболувања во споредба со минатите години или пораст, или пак тоа се должи на почесто пријавување? Па видете, да, ете и едно подсетување до сите здравствени работници дека секоја заразна болест треба да се пријави благовремено за да може, нели, врз основа на таа пријава да ги следиме правилно заразните болести. По однос на тоа што рековте, дали заразните болести по однос на минатите години имаат некаков пораст. Ние во суштина секоја седница на Комисијата за заразни болести ја започнуваме баш со тоа дали имаме промена во епидемиолошката состојба во споредба со минатот. Нешто посебно оваа година не се случува и тоа е вака за нас еден добар податок. Така и да остане. Да. Но од друга страна, колку климатските промени, високите температури, еве сега се уште сме мај месец, меѓутоа имаме температури над 30 степени, 32 степени карактеристични за јули и август. Влијаат врз ширењето на инфекциите и односно заразните заболувања? Дефинитивно, да. Промената на климатските услови всушност допринесува ако порано знаевме дека сезона на лето завршува на крајот од август, сега тоа го немаме, или почетокот на летото. И од тој аспект овие климатски промени делуваат на подолготрајно обстојување на одредени вектори кои пренесуваат заразни болести. Тука би ги споменале комарците, карлежите, болвите. Високата температура делува нормално и на погодно развивање на бактериите и на вирусите, така да и во тој поглед имаме можност за континуирано и подолготрајно појавување на одредени заразни заболувања каде што причинителите се бактериите и вирусите, па и овие вектор преносливи што рековме болести. Така. Да дадеме предност на прашањето од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму за другите аспекти околу заразните болести, но ќе ги офатиме и цревните инфекции во пресред на летната сезона. Почитувани во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас имам 57 години. Јас сум вакциниран со 2 кинески вакцини и една седонска. Сега, јас имам и некои така на рака да имам лузна. Дали кога може да се... Дали прибал повторно вакцина? За каква вакцинација конкретно мислевте, за ковидот? За ковидот и за ова световската вакцина. Некако слабо можам да ве разберам. Дали треба повторно да се вакцинирате? Кое ви беше прашањето конкретно? Ми беше прашањето што го постои. Дали повторно треба да се вакцинира?
да се вакцинира. Во ред. Да, секако се извинувам, да, ќе добиете одговор на вашето прашање. Чинам 57 години, рече гледачот. Да, гледачот рече дека има 57 години, дека се вакцинирал со 2 дози на кинеска вакцина, најверојатно се работеше за ковидот. Да, за ковидот вакцинација. Сега по однос на прашањето дали треба повторно да се вакцинира, не се доизјасни за кое заразно заболување со оглед на возраста и доколку има господинот некакви други здравствени проблеми. Препорака би било да секоја година се вакцинира против грип. Затоа што спаѓа во групата на пациенти, реков, не успеавме да дознаеме дали има и други хронични болести. Затоа мој предлог е да се вакцинира за грип секогаш на почетокот на сезона, тоест против грип да се вакцинира. Средината на октомври некаде, да. Така, да, со тоа што ако му беше прашањето дали треба да прими трета доза на вакцина за ковид, дефинитивно дека не треба затоа што помината е пандемијата, така, да. Доколку имаме следен гледач или гледачка, добар ден, во програма сте? Во програма сум, добар ден. Добар ден. Во програма сум јас. Да, вие сте во програма, повелете. Јас кога имав COVID 2021 и се сеќавам дека имав заразна болест, се заразив од COVID-19, дојдем од училиште и кога се заразив и им донесов кај мене дома COVID-19 и се тестиравме и јас само негативен останав. И сега бев на лекар, не се вакцинирав, но проблемот е што не се вакцинирав за COVID. Тоа е проблемот со COVID-19. Јас се вакцинирав, не се вакцинирав, ја примив една вакцина како мал, но сега тоа е проблемот. За што се работи сега? Да пратам докторката за што се работи тоа, ја да не прими вакцина, тоа е проблемот. Во ред, ви благодарам за јавувањето, да, накратко ќе добиете одговор, иако не успеав да го слушнам до крај конкретното прашање. Да, меѓутоа, колку што разбрав, останатите членови од семејството се биле инфицирани, односно заразени. Колку се чести таквите случаеви, еве кога веќе говориме кај за инфективни заразни заболувања, конкретно респираторни? Па видете да ви кажам, генерално вакцинацијата како заштита од одредена заразна болест не значи дека не може да се заразите од таа болест, меѓутоа клиничката слика и манифестацијата на болеста ќе биде во многу поблага форма. Немаме 100% да кажеме заштита, меѓутоа ова што го рековте, зошто останатите членови од семејството не се заразуваат кога има некој заразен во семејството или обратно. Секогаш секој организам е индивидуален за себе и имунитетот на сите нас ни е различен. Може да се случи да вие во минатото имате прележано одредена заразна болест која што оставила некаков имунитет. Но знаеме дека најчесто вирусите се тие кои што мутираат и затоа не може да кажеме дека ако сме се вакцинирале лани за грип, оваа година не треба да се вакцинираме, затоа што тој имунитет едно не е траен, а друго со мутација на вирусот, фактички таа претходна вакцина не штити од новиот сој на вирус. И затоа треба и да се вакцинираме. Докторке, изминатиот период во јавноста често се зборуваше за ханта вирус. Што точно е ова заболување? Има ли простор за загриженост? Дали станува збор на вистина за некое посериозно заразно заболување? Или е веќе познато кај нас? Тоа сакав да кажам. Значи, ханта вирусот не е непознаница за нас лекарите во Република Македонија, затоа што ние имаме пациенти кои што сме ги лекувале од ханта вирусна инфекција со нефротски синдром, односно со синдром кој што ги зафаќа бубрезите, и имаме кримско-конгоанска хеморагична треска која што всушност ја пренесуваат крлежите, и таа генерално како хеморагична треска спаѓа во групата на болести кај кои што треба да имаме предострожност од аспект заради тоа што можно е да се пренесе инфекцијата, но не директно од човек на човек,
Резервоар за кримско-конгоанската треска представува се крлежите и нормално дека каснување од заразен крлеж или доаѓање во контакт со секрети на болни животни кои што се заразиле со каснување на крлежот, во тој случај може човекот да се зарази. Смртноста кај оваа болест изнесува негде као 20 до 30%, исто е и со хантавирусната инфекција со нефротски синдром. Меѓутоа резервоарот во овој случај представуваат глувците, така да човекот се заразува кога има контакт со секретите од страна на глодарите. Сега, како се манифестира болеста? Болеста во главном се манифестира со еден инфективен синдром, кој што генерално, да речеме, за сите заразни болести е идентичен, а тоа значи покачена телесна температура, малаксаност, ми имаме болки во мускулатурата, и нешто што е карактеристично за овие хеморагични трески е тоа што имаме појава на одредени крварења видливи на кожата, на очите, може да се појават и гастроинтестинални симптоми, може да се појави крварење од гастроинтестиналниот тракт со доведување на засегање на поголем број на органи. И од тој аспект, нели, треба доколку сме биле во контакт со некој од овие секрети на одредени, нели, заболени животни или заболени луѓе, треба да го знаеме тоа, и така да дефинитивно епидемиолошката анкета кај секој еден пациент е многу важна, за да можеме, нели, да детектираме дали се довел во ризик со одредени можни причинители. Така, и како комисија пред недела дена чинам излеговте со став и со соопштение дека нема простор за загриженост кај нас за македонските граѓани. Така, нема простор за загриженост, меѓутоа будно се следи нормално целокупната ситуација. Иначе здравствениот систем е подготвен, затоа што Институтот за јавно здравје, лабораторијата во Институтот за јавно здравје располага со сите оние реагенси кои што се потребни за детекција на вирусот. Здравствените установи, веќе кажам, институцијата од каде што доаѓам јас, инфективна клиника, може да ги прифати пациентите доколку развијат, нели, оваква болест. Така да генерално нема простор во дадениот момент за паника. Така. Докторке, да, како што рековте, доаѓате токму од институцијата, од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, од така наречениот трети спрат, односно кат за цревни инфекции, а рековте дека цревните инфекции и според оние статистики на Институтот за јавно здравје се едни од најчестите заразни заболувања не само летото, туку во текот на целата година, меѓутоа со посебен фокус или зголемен број на случаи летниот период. Зошто е тоа така? Па, видете, убаво рековте, се јавуваат континуирано, меѓутоа во летниот период, односно, ајде сега да се вратиме повторно на климатските промени. Значи, не е само летниот период, но генерално покачените високи температури, рековме дека делуваат на развојот на бактериите и неадекватно чување и правилно припремање на храната може да допринесе до развој на бактерии и појава на цревни инфекции кои може да се манифестираат како труење со храна, меѓутоа може да се манифестираат исто така и како една потешка клиничка слика на цревна инфекција, зависно од причинителот, а причинители на цревните инфекции може да бидат и вируси и бактерии, па сега кога станува збор за вирус, летниот период се така почујни и поприсутни ентеровирозите, но тука се и ротавирозите, тука се и норовирозите. По однос на бактериите треба да ги споменеме салмонелите, треба да ја споменеме шигелата, кампилобактерот, така да генерално имаме континуирано пациенти со симптоматологија од страна на гастроинтестиналниот тракт, односно ентероколит или гастроентероколит. Така, кои се најчестите грешки што ги прават граѓаните при чување и подготовка на храна при високи температури? Да, на прагот сме на летото, меѓутоа и во мај имаме на 30 степени пак речем. Значи, пред се, за да спречиме појава на било какво труење со храна или некоја заразна болест која што го напаѓа гастроинтестиналниот тракт, треба да знаеме дека најчести намирници, нели, кои што доведуваат до појава на овие цревни заболувања се јајцата, млекото и месото.
Тоа значи дека сите овие продукти треба да бидат свежи, да бидат добро при подготовка на храна, да бидат добро термички обработени. После подготовката на храната, тоа е честа грешка што ја правиме сите, а тоа е дека ја оставаме храната на собна температура, а тоа е подлога да може бактериите многу повеќе да се развијат доколку нели се присутни во овие намирници, така да препорака ќе биде значи свежи продукти, добро термички обработени и да се чуваат на соодветна температура. И уште нешто многу битно, поготово затоа што нели патуваме летно време, сегдека каде што одиме треба да користиме флаширана вода, затоа што одредени нели предизвикувачи може да доведат и до појава на гастроинтестинални инфекции со консумирање на загадена вода, секој овошје и зеленчук да го измиеме со бактериолошки исправна вода, не со техничка вода. Така, како инфектолог да искористиме приликата, рековте дека патувате дури во метрополи или градови, говорам за во странство, иако водата е бактериолошки и хемиски исправна или како што се вели е безбедна за пиење, меѓутоа сепак дали препорачувате да се користи флаширана вода затоа што нашата микрофлора не е навикната на тие микроорганизми кои ги содржи таа вода? Токму да, затоа реков дека таа вода која што треба да ја консумираме надвор од државата треба да биде флаширана вода со оглед дека како што рековте ние сме навикнати на нашите бактерии во нашата вода. Секоја промена на таа бактериска флора всушност може да доведе и до појава на така наречени патнички проливи. Така е. Да. Како да се препознае дали станува збор за цревна инфекција или некоја стомачна инфекција предизвикана од вирус или пак некое посериозно труење, конкретно ако причинител е некој од бактериите кои ги споменавте? Па така, знаете како, ние инфектолозите генерално кога имаме пациент со гастроинтестинална симптоматологија, прашуваме дали има нешто консумирано кое што има сомнителен вкус. Тоа е првата работа и кога е тоа консумирано, затоа што времето на инкубација е различита кај вирусните, различита е кај бактериската инфекција. Генерално исто многу важен податок ни е дали само тој пациент од таа храна консумирал или консумирале повеќе луѓе и дали истите тие имаат идентични тегоби како што е и пациентот кој што се јавил на преглед. Што се однесува до симптомите, знаете како, тие почнуваат генерално кај сите идентично. Имаме повраќање, имаме болка во стомакот, имаме чести течни столици кои може да имаат со патолошки примеси на крв или слуз, кои што исто така не е многу битно. Така да генерално врз основа на сето ова што претходно го кажав, ние имаме ориентација дали се работи за една така пролазна инфекција или некоја покомплицирана инфекција со бактериите, за да можеме нели адекватно да ги третираме. Што треба да прават, а не треба да прават од друга страна граѓаните кога говориме за стомачните инфекции? Така, значи прво и основно правило да ги заборават антибиотиците. Тоа е првото и основно правило. Второто правило е дека треба да се внесуваат доволно течности, заедно со електролити, да се спроведува соодветен диетарен режим и нормално да не се земаат средства против повраќање, затоа што повраќањето представува еден одбранбен механизам на организамот. Сите оние бактерии кои не успеале да го поминат нашиот желудник, со повраќањето фактички ние ги исфрламе од нашиот организам, затоа што и количеството на бактерии кои што сме ги внесли има и текако важна улога во развојот на клиничката слика кај едно цревно заболување. Така да правилната исхрана, внесот на течности, контролирањето на излачувањето на течностите, односно на мокрачата, дали имаме доволно мокрење или недоволно мокрење, е нешто што исто така представува еден важен податок кој треба да го знаат сите гледачи. Докторке, колку е опасна дехидратацијата во летниот период? Да, споменавте електролити и да се внесуваат доволно течности, меѓутоа при вакви едноставно речено изфрлање на течности од организма, дали преку повраќање или зачестени течни столици, секако доаѓа до дехидратација.
Дефинитивно и не само при цевните заболувања, генерално и овие високи температури на еден известен начин допринесуваат за дехидратација, затоа што природен механизам е ние да се штитиме со потење. Губење на течност имаме и при респирацијата, при дишењето. А кога имате инфекција заради покачена телесна температура, имате забрзано дишење, па зголемен губиток на течности, имате повеќе потење ако земате антипиретици и нормално со повраќањето и со течните столици исто имате губиток на течности. Дехидратацијата представува една ургентна состојба, зависно од тоа во кој степен е, затоа што има градации на дехидратацијата и зависи од возраста на пациентот. Не е исто кај мало дете и кај возрасен пациент, односно пациент, да не речам, во поодмината годишна возраст, затоа што тука доаѓаат во предвид и другите хронични болести кои што ги има, а децата се тие кои што исто така многу често и многу драматично знаат да изреагираат при една дехидратација. Така да важноста на дехидратацијата и како е битна. И затоа треба всушност прво и основно правило да биде внесот на течности за да ги надокнадиме сите оние течности кои што сме ги изгубили. Да не дојде до сериозна или ургентна. И сега како се манифестира? Кај децата наједноставно можете да осетите дали детето изгубило доволни течности преку плачот, преку јачината на плачот. Тоа е првата, затоа што такво дете нема сила ни да плаче. Од друга страна, многу едноставен, стално потенциран и од педиатрите е оној тест на кожа. Кога вие ќе го фатите детето во пределот на стомакот и ја подигнете кожата, како на повозрасен човек, кожата станува млитава и наборите остануваат. Тоа е алармантен знак дека треба веднаш да се упатите до првата здравствена установа за да може да се пружи адекватна помош. А што се однесува за возрастните, исто така не реков како и за возрастните, така и за децата, тоа е имате суви пелени, детето не мокри, пошто нема течност. Дефинитивно со намалувањето на волуменот на течност имате можност за појава на еден хиповолемичен шок. Затоа реков тоа е ургентна ситуација каде што во една таква шокова состојба страдаат повеќе органи во човековиот организам. А кај возрастните само накратко како се манифестира дехидратација? Значи кај возрастните имате една млитавост, една поспаност, една може да биде засегната и свеста, нормално, така да во тој правец и треба колабирање. Дефинитивно, колабирањето е резултат на хиповолемијата, на намалената количина на течност. Доктор, ќе ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте пред се за функционирањето на Комисијата за заразни заболувања, но и за најчестите заразни заболувања во Македонија. Ќе ја следиме вашата работа како новинари и медиуми и со задоволство очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор, еве конкретно на есен пред сезоната на грип. Ви благодарам, Александар, уште еднаш за поканата и повторно ќе речам еден апел до сите гледачи, да внимаваме на своето здравје, затоа што штитејќи го сопственото здравје, поготово од заразни болести, допринесуваме да и целокупното население биде заштитено од заразни болести. Убава порака за крај, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!